Се наоѓаме во Националната галерија Мала Станица. Утрово разговарам со Синиша Новески, автор и уметник на ова изложба, и Маја Крстевска, виш кустос. Добро утро, како сте утрово? Добро утро, одлично, како сте? Патувате на 23 за Загреб, всушност се представува ваша самостојна изложба. Што секи имаат можност да видат оние што ќе бидат во Загреб? Во Загреб, во Македонскиот културно информативен центар, ќе бидат изложени 12 скулптури од моето творештво. Тоа е една селекција од целокупното мое творештво, каде што ќе имаме комбинација на различни мотиви во скулптурата, меѓутоа и интерпретација во различни материјали на моите скулптури. Скулптурите се галериски формат, значи мала форма. Насловот на мислам на самата изложба е Мистерија индивидуализам. Малку повеќе за мотивите, за тематиките би кажали самиот кустос на изложбата Маја Крстевска. Маја, долги години соработувате со Синиша, не е ова ваша прва, да речеме, изложба, се надевам и дека и во иднина исто така. Што очекувате вие? Какви се вашите очекувања? Добро утро до сите гледачи на македонската телевизија. Навистина ми е чест да бидам ваш гостин кога имаме вака интересен повод и значен за нашата држава. Значи се работи дека овој проект е поддржан од Министерството за култура и ние настапуваме во Република Хрватска, како што каже уметникот, во културно-информативниот центар во Загреб. Она што мене ме, да кажам, предизвика да го промовираме овој уметник е дека навистина тој е плоден автор кој што навистина оставил длабок печат во нашата држава. Долги години живееше во Република Србија, каде што навистина својот круг на знаење го верифицира и сега навистина за нас како институција и мене како кустос на овој проект многу ми значеше да се представиме и надвор од границите. Така да во Република Хрватска се представуваме со изложбата на неговиот опус, да кажам, моравме да направиме избор, бидејќи сепак се работи за патувачка изложба. И она што навистина можам да го кажам за Синиша е дека тој се фокусира на темите од има неколку циклуси во кои што тој твори и работи. Првично беше циклусот на фамилија, меѓутоа одлучивме да биде тоа по-широк диапазон, да се запази нели циклусот негов со повеќе негови дела, со повеќе негови теми. Она што мене ме плени се тие скулптури кои што тој ги изработува во бронза, оникс, мермер и карактеристично е фамилијата, како што кажав, и циклусот. Она што е најзначено е дека оваа изложба е во предвечерието на големиот словенски празник на големите браќа Свети Кирил и Методи, кои што ни ја дале писменоста, така да ставивме печат токму и една скулптура ќе биде изложена на Свети Кирил и Методи и мислам дека ќе предизвика особен интерес. Човечката фигура вечна инспирација, така беше и за вас? Да, точно. Доминантен мотив во моите скулптури, посебно на оваа изложба, е човечката фигура, меѓутоа човечката фигура не е реалистички представена, таа има одредена стилизација, каде што човечката фигура е представена во најразлични стилови, почнал нели од импресионизмот, експресионизмот, кубизмот, меѓутоа се труде во секоја своја скулптура покрај различниот стил да внесаме индивидуалност во скулптурата. На тој начин би дал одредена интимност и своја приказка на скулптурата, затоа што авторот многу е важно во секоја скулптура да внесе посебна своја емоција, израз, меѓутоа и големи и квалитетни ликовни вредности. Маја, споменавте вие, изложбата е всушност движење низ времето? Токму така, а она што сакам да го нагласим и така како куриозитет е дека во земјата на големиот Мештровиќ, кој што на Синиша му е идол на вистина, го следи неговиот пат, беше предизвик да се реализира оваа изложба на 23 да напоменам во 20 часот ќе биде таму и за нас претпоставуваме дека и пошироката публика ќе предизвика интерес, бидејќи Синиша на вистина има што да покаже и она што тој го кажа во експресионистички стил, меѓутоа фигурата е централно место завзема, меѓутоа и мотивите од од нашето поднебје би кажала. Моментот од каде што тој потекнува од македонски брод, мене што она посебно ми беше и ми е предизвик е се неговите скулптурата на орото, така беше точниот нас, да, каде што тој низ фигура на игра, еден потег на движење на низ игра на танц, ја покажува една од најзначајните скулптури според мене и верувам дека публиката ќе ужива во неговиот приказ таму. Да, Синиша многу значено што преку изложбата всушност ја представуваме нашата држава, односно вие како автор.
Да, точно. Исто сакав преку скулптурите кои ги изложувам во Загреб да дадам една тридимензионална приказка на Македонија, така да имаме доста мотиви од Македонија, кои мислам дека би биле автентични, оригинални да се видат во една културна метропола како што е Загреб, а Загреб можам да истакнам дека е една од најдобрите центри во овој регион на Европа, посебно за скулптурата. Значи, зборам и за почетоците на класичната скулптура, меѓутоа има и убав континуитет на модерната и современата уметност, каде што голем број на македонски скулптори и автори имат преземено баш од таа Загребска школа на скулптурата. Така да, за мене е голема посебна чест и баш многу се радувам што ќе имам изложба во Загреб. Да, во Загреб има голем број на македонци, споминавте изложбата е патувачка. Каде ќе оди понатам? Па предпоставувам дека повторно преку Министерството за култура можеме и во нашите други центри, во очекување на отворање на центарот во Белград, предпоставуваме дека и таму може да оди, Софија, Тирана, значи во нашето окружение, можеби и подалеку секако. Да, Националната галерија на Македонија постојано ја негува културата. Често пати сме зборувале, ги презентираме сите ваши изложби. На што сте сконцентрирани во наредниот период? Па така, во наредниот период, бидејќи, како што кажа, Националната галерија секогаш актуелна и правиме ретроспективи, во тек е нели изложбата на Мирослав Масин во Да од Пашиниот таму, која што навистина предизвика на отворањето огромен интерес, а до крајот на годината јас би ја напоменала мојата изложба на која што сум кустос, 40 години творештво на Башки Меджити во токму во Мала Станица, таа се подготвува за ноември месец и уште низа многу активности до крајот на годината, да останеме малце и тајновите, нели? И да ве поканиме повторно пак. Да, секако на 23 ги покануваме сите они кои што се во можност. Меѓутоа, Синиша, вие на што сте сконцентрирани после оваа изложба? После оваа изложба ми дополнителни некои активности со изложби низ Македонија, меѓутоа и надвор Македонија. Многу ми е важен, посебно мене како творец, како скулптор, да го продолжам континуитетот на творење. На тој начин јас би се развивал како автор, меѓутоа и моите скулптури би добили еден свој континуитет на развој, меѓутоа и можност тој континуитет и таа емоција, таа визуелна представа да видат и гледачите широм светот. Верувам останува и соработката со Маја? Апсолутно, да. Посебна благодарност на Националната галерија, Министерството за култура и за мојот кустос Маја Крстевска, кој напише добар текст и влезе во сршта и доброто објаснување на значењето на скулптурите. Ајде, последниот збор ќе го оставиме на дамата Маја. Како е да се соработува со Синиша? Одлично, навистина, бидејќи тој пред се перфекционист, концизен, значи со јасен концепт и визија на своето творештво, така да мене ми беше лесна соработката. Меѓутоа сакав токму така како што тој кажа да навлезам во суштината на неговото творење и мислам дека успеав, меѓутоа верувам дека соработката продолжува и дека ни следат уште поголеми позначени проекти со уметникот. Да го чуваме и да го почитуваме, се разбира, оно што е наша домашно. Благодарам многу на двојното време, посакувам многу успех и се гледаме повторно, се разбира, можеби и во нашето студио. Благодариме на Македонската радио телевизија и воопшто на сите гледачи што не следат, до водителите поздрав до студиото и до тебе, Ани, што секогаш си тука за нас. Благодарам уште еднаш.